Благодарам, председателе. Почитуван председател на комисијата, почитуван заменик министер, почитувани пратеници. Ова денес што ќе го искажам е директно од тутунопроизводителите. Ова е нивниот глас, затоа што бев во посета на повеќе села во општина Битола, Могила, општина Могила, Новаци и се што ќе кажам сега е нивниот глас. Дали сте свесни дека во моментот 120.000 наши сограѓани, тутунопроизводители, се донесени на работ на екзистенцијата и за некој месец ќе немаат пари да си купат леб поради катастрофалните политики на оваа влада, која успеа се она што се градеше овие години во тутунската индустрија да го уништи со донесувањето на законот за откуп на тутун, со кој се дозволи на законот за тутун во кој се дозволи увоз на необработен тутун кој директно влијае на откупната цена и поради кој закон македонскиот тутун ќе остане на таваните. Наместо да барате како влада да се зголемат откупните пунктови за да се намали ризикот од корона, вие дозволивте да се намалат истите и со тоа ги ставивте тутунарите во ризик. Оваа влада ги остави тутунарите во најголемата пандемија без никаква помош од сите пакети на мерки кои ги донесе оваа влада. Единствено што тутунарите го почувствуваа беше само зголемувањето на акцизата и ништо повеќе. Министерот и премиерот на состаноци со тутунарите само ги лажеа и со ништо не допринесоа да се реши проблемот на тутунарите со ниската откупна цена и високот на тутун за кој се уште не е известно дали ќе се откупи. Затоа, почитувани пратеници, почитуван заменик министер, од позицијата ве повикувам од оваа говорница да ги прифатите предлозите на тутунопроизводителите. И тоа враќање на старото законско решение кое не дозволува увоз на тутун, зголемување на субвенциите за 100%, секојдневно присуство на инспекторите на откупните пунктови, зголемување на динамиката на откуп. Исто така, сакам да искористам оваа можност и да поставам неколку прашања до вас. Дали изјавите на министерот дека оваа реколта е со послаб квалитет го темелите врз база на постигнатата просечна цена или врз анализи на Институтот за тутун? Колкав е процентот на спорни бали кои се решени во класа погоре? Како и на кој начин мислите да го исполните ветувањето кон тутунарите дека овогодишната просечна цена на тутунот државата ќе ја гарантира на 180 денари? Почитувани, за жал, оваа година сме сведоци за најбруталното поценување на тутунопроизводителите. После цело лето секојдневна борба со сонцето и дождовите, кога дојде време да се радуваат на резултатите од нивното работење, тие доживуваат трауми, горчина и чемер. Минатата година, кога се носеа измените во законот за тутун, се дозволи увоз на тутун без да се прецизира кои сорти на тутун може да се увезуваат. И се увезува се што е тутун, иако треба да се воведе забрана за било каков увоз, затоа што во Македонија постојат извонредни услови за производство на сите видови тутун и тоа со светски најдобар квалитет. Со тој понарачка донесен закон се создаде сериозен удар врз тутунопроизводителите, што беше видлив лани, веднаш по Нова година, кога компаниите нагло ја влошија проценката на тутунот. Оваа година откупот почна уште полошо,
со проценки по мостри и правилници кои ни најкомпетентен функционер не би ги одобрил, со мостри од најмалку 3 примероци од 2 класа се 1 класа и најмалку 3 примероци од 3 класа се 2 класа. Откупот почна тензично поради катастрофално ниската просечна цена, но и поради високот килограми кој се појави поради намалените договорени количини по декар од страна на откупувачите. Ако минатата година имаше 26 милиони килограми тутун, како сега 23,300 килограми се вишок. Сега се калкулира со тој само за да се обезбеди што поевтин откуп. Бидејќи времето за интервенции во откупот, власта го потроши во купување време за откупувачите, преговарајќи во недоглед со нив и тутунопроизводителите, сега единствено преостанува за спас на тутунот и тутунарите државата да ги зголеми субвенциите за 100 денари по килограм, откако ќе надополни разликата до 180 денари за купен килограм по таа цена тутун. Овде треба да се каже дека проценките на тутуните на активисти на партиите на власт, на дел од вработените во откупните фирми и на дел од поверениците се движат доста високо и тоа се кажуваат бројки од 205 до 215 денари. Мора на македонските ниви да се вратат крупнолистните тутуни, со што драстично ќе се намали количината на тутун кој што се увезува. Ако има откупувачи, потрошувачи на крупнолистни тутуни, тогаш наместо увоз треба да се стимулира, а не да се забранува домашното производство. При изготвување на законот задолжително покрај стручњаците од областа на тутунопроизводството треба да бидат вклучени и индивидуалните производители, а не законот да го кројат правници и рибари. За тутунот треба да се консултираат тутунарите. Најважна мерка на новата влада ќе биде да обезбеди пласман и државата да гарантира за откупните цени. Ова е изјава на премиерот Зоран Заев. И уште една изјава. Овие лажни политики ни го запустија земјоделството и го оставија на дното на сиромаштија нашите земјоделци. И ова е една изјава на премиерот Зоран Заев. Кој ги стави на дното тутунопроизводителите, самите тутунари ќе си кажат. Ви благодарам.